Почитувани граѓани, денес ги објавуваме документите за најголемиот коруптивен скандал во општина Куманово во организација на Максим Димитриевски и неговиот кум и бизнис партнер Драган Митевски. Овој документ е полномошно со кое кумот на Димитриевски Драган Митевски му дава овластување на Лидл да постапува за измена на ДУП-от. Односно Лидл во име на Драган Митевски да има право да иницира постапка за измена на ДУП во општина Куманово. Еве го тој документ. Сега замислете, Драган Митевски, кум на Максим, преку ноќ купил земјиште од Димитриевски и неговото семејство за 250.000 евра. Неколку дена подоцна го продал на Лидл за 600.000 евра, со што заработил 350.000 евра со нула инвестиција преку ноќ. Потоа ги овластил купувачите да спроведат постапка за менување на самиот ДУП и на неговиот кум на Димитриевски, кај неговиот кум Димитриевски. Постои ли поочигледен судир на интерес и корупција? Да биде скандалот поголем, при првото гласање во Советот на општината за измена на ДУП-от, кое подоцна е поништено, и за ДУП-от и неговата измена гласал и братот на кумот на градоначалникот, Драган Митевски, тоест Дарко Митевски, кој е координатор на советничката група на ЗНАМ. Не се знае кој повеќе е заглавен во конфликт на интереси во овој случај и крајот не може да им се фати. Откако сватиле дека тоа не може да помине, на второто гласање Максим се договора со советниците на ДУИ и тие му го гласаат ДУП-от. Се уште молчи Максим што тоа им е ветено на советниците на ДУИ. Му даваме уште еден ден, а потоа ќе го објавиме и неговиот договор и за оваа работа. Но според наши информации, скандалот не завршува тука. Денес ќе поставиме прашања и овој пат, наместо да се обидат да се правдаат со напади и контранапади, нека бидат доблесни да одговорат барем на едно прашање, а тоа е, бидејќи работата е крајно сериозна, а граѓаните имаат право да ја знаат. Прашуваме, дали е вистина дека постои друг договор помеѓу кумот на Максим, склучен со Лидл, во кој тој се обврзува да издействува измена на тој ист ДУП во рок од 2 години. Дали е точно дека согласно овој договор, тој, иако ги наплатил сите 600.000 евра, смее да користи само 180.000 евра, а останатите 420.000 евра мора да бидат на сметка и дека може да ги користи дури по реализација на договореното, односно измената на ДУП-от. Наши информации се дека има итно и неодложно барање за ова. Бараме институциите на прогонот, јавното обвинителство и антикорупцијска да постапат најбрзо што е можно. Итно мора да се оформи предмет за овој повеќе од очигледен случај на корупција на Максим Димитриевски. Борецот за правда и лут ривал на ДУИ Димитриевски ниту е борец за правда, ниту се бори против ДУИ. Си ги сруши целосно своите предизборни ветувања пред граѓаните. Се испостави дека го интересираат само пари и бизнис, дека за да го реализира тоа спремен е да прави договори со секој, па дури и со ДУИ, за која цела кампања зборуваше дека мора да одат во опозиција. Ви благодарам.